Почнува европско првенство. Она као да беше пред, пред некој месец, кога почнавме со видеава на BMG Network и со овертајм во тиче за време на светското првенство во Катар. Колку беше тешко, онака месец дена, видеа секој ден. И као да не ни дое памет, повторно на ова европско првенство ќе имаме видеа секој ден. Буквално. И да, не заборавајте да не следите на социјалните мрежи, односно на Overtime with Teacher на Facebook и на Instagram, каде што ќе се обидеме периодов за време на европското првенство да се подигнеме малце со некои заебанци, интересни моменти и така натаму. И subscribe на YouTube каналот BMG Network. Видеа што ќе ги правиме за време на европското првенство ќе излагаат ден, два, три унапред, значи пред почетокот на надпреварите. Да речеме сега излага ова видео во среда, надпреварите во петок. И така ќе продолжиме за време на целиот шампионат. Ова можеби ќе дојде као нешто влог, као не знам, као некој челендж, вајде. Ќе издржиме. И да, ќе има еден момент кога тешко ќе издржуваме, затоа што ќе има еден момент за време на европското првенство кога почнува Копа Америка и тој ќе има надпревари 24 часа. Ќе се фокусираме на европското првенство, а ние од Копа Америка ќе ги гледаме за време на кој ќе треба да спиеме. Дека ме гледате со подошњаци, цвикери. Ајде да почнеме. Петок, 21 часот отварање на европскиот шампионат во Михен, Германија, Шкотска. Не е некој дерби за старт, ама ќе биде интересно. Германија домаќин по неколку лоши шампионати во изминатиот период, сега сите очекуваат дека дојде моментот да се вратат на големата сцена. Ќе играат и за Тони Крос, за кого надпреварите на европското првенство се последни во неговата кариера. Освен тоа, за нив изгледа ќе најави првиот човек на УЕФА Александар Чеферин. Пазете изјавава. Веќе им кажав на пријателите, а не знам зошто им кажав, но мислам дека Германија е најголем фаворит. И шо сега? УЕФА навеа за Германија? Има добар селектор, Нагелсман, и мислам дека тоа е голема предност за нив. Усвари, Германија не губи на домашен терен. Тешко губи. Добро, изгуби од Македонија, ама Македонија сега не игра на Евро. Така да има, брат, отворен пат до финалето. Шкотска изгледа како лесен залак, ама ќе биде нагаза ми. Има добри квалификации, победија дури на 5 надпревари, а се овладе и Шпанија. Завршија со 6 бода повеќе од Норвешка, која ги има Халанд, Одегард и така натаму. Имаат интересни играчи кои што играат во Премиер лигата. Капитен им е Робертсон од Ливерпул, го има Мектомине од Манчестер Юнајтед, кој што знае да даде гол кога е најпотребно, така да ќе биде тврд орев. Освен тоа, шкоти као шкоти ќе преплават Германија. Се очекува, не знам, илјадници луѓе во Михен на овој прв надпревар. Сепак, очекувам да тепа Германија. Идеме во сабота. Имаме топ понуда и едно големо дерби. Во оваа група така што се Германија и Шкотска играат Унгарија и Швајцарија. Можеби надпревар кој што привлекува најмалце внимание на стартот. Унгарците има одлични квалификации, нема ниту еден пораз. Го има Доминик Соболце од Ливерпул и од него се очекува најмногу. Слушајте како добро податоков на кој што треба да се внимава. Унгарија нема пораз 2 години на официјален надпревар, уште од септември 2022 година, кога загуби од Италија. Во тој период има 9 победи и 5 нерешени. Швајцарци од друга страна нема некои добри квалификации, ама Швајцарија е селекција која што секогаш може да одигра на високо ниво. Имаат солидно искуство, го имаат Муради Јакин на селекторското столче, така да мислам дека може да идат и дале во оваа група. Во секој случај очекувам, нерешено. И одиме кон првото големо дерби, група Б, Шпанија, Хрватска. Оваа група е сигурно групата на смртта. Еден од големите фаворити секако ќе испадне од оваа група. Шпанија, Италија или Хрватска. И Албанија е во групава. Сега, Шпанија не се покажа баш на некој високо ниво во изминатите шампионати, ама сега има солиден тим. Тука се Гави, Олмо, Јамал, Педри, Лопес, има и поискусни играчи како Карвахал, Навас, Мората. Така да Шпанија секогаш може да стигне далеко. Хрватска ја видовме пред 10 дена на подготовките со Македонија. Се спремаа против нас и мислам дека колку толку ги спремивме добро. Што се спремиваме, не шутнавме на гол. Сега, на светското првенство зборевме дека тоа е последен голем шампионат или сигурно последно светско првенство за Лука Модрич. Сега збориме дека ова е последен голем шампионат и сигурно последно европско првенство за Лука Модрич. Вајде, додека не демантира. Како игра за Реал, ништо чудно ше 10 години да игра фудбал. Шала на страна, Хрватска во сите линии на тимот има одлични фудбалери. Значи, мислам дека може да стигне повторно далеко. Далеко стигнуваше на последните светски и европски шампионати. Ама за тоа прво ќе треба да поминат групата на смрт. Се мислам дека Шпанија нема да тепа. Втор меч во оваа група Б
и последна надпревар за сабота. Италија-Албанија. Додовме до европските шампиони. Шампионите кои што не игра на светско првенство поради Македонија. Ги, пак на голем турнир. И италијанци, знаете како пристигнаа во Германија? Облечени во Армани. Мода. Нема некој страшен тим како што имале во минатото, но имаат одличен селектор во името на Спалети, имаат доста интересни фудбалери. Сега, овој е надпревар на кој што мора да слават победа. Ако не слават со Албанија, што да се каже за Албанија? Завршија први во квалификациите и тоа во група со Чешка и со Полска. Бразилецот на клупата Силвињо мислам дека прави чуда со оваа селекција. А најголема помош има од двајца поранешни македонски репрезентативци. Јасир Асани, детето на Вардар, и Таулон Сафери, кој што играше долго време во работнички. И беше најмлад дебитант за македонската сениорска репрезентација. Дава голови, асистираа во квалификациите и се едни од најзаслужните што Албанија ќе игра на европски шампионат. Секако се аутсайдери во групата, ама искрено мислам дека може да изненадат против некоја селекција. И селекторов Силвињо како заслуги за успехот доби албански пасош. Да се вратиме на надпреварот. Италија тепа, дечки. Доста е за прво видео. Од утре продолжуваме со нови видеа. Значи, секој ден во буквална смисла на зборот, кога ќе има надпревари, ќе има видеа на YouTube каналот BMG Network и на Overtime with DJ. Следете на YouTube, следете на социјалните мрежи, ќе биде интересно. Ви ветуваме. Ајде се одмор. Чао! Спремете мезе, вино, пиво, ракија, чуда едно друго, следете и коментирайте. Нешто, предлог, тип, ово. Чао!